љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Точната информација зашто дојде до загуба на плодот не ни кажа, меѓутоа ни кажа дека се сомневаат во септумот, поради тоа што таа преграда на матката е доволно навлезена, вдлабната во самата матка, која што многу често знае да го истисне плодот на некој начин, дали во пораната фаза од бременоста или во подоцнежната. Срдечен поздрав од студиото на Мама Визија. Ви благодарам што и денеска сте во нашето друштво и нема да ја скријам огромната радост која што ја имам во оваа епизода со оглед на тоа што имаме една прекрасна гостинка. Ќе раскажуваме за уште една убава мајчинска приказна, инспиративна приказна која што имала турбулентни периоди, но на крајот има среќен крај. Знам дека ќе биде една утеха за многумина мајки, идни мајки кои што во моментот се соочуваат со некакви проблеми. И во студиото нормално не сум сама, доколку би било не би постоела емисијата и епизодата, туку сум со двајца. Ќе видите сега. Многу се радувам што за прв пат имаме трудница во Мама Визија, тоа ми беше една од желбите. Маја Наумовска Бабунски е нашата гостинка. Добре ни дојдовте. Добре дојдов, благодарам на поканата и премногу ми е чест и задоволство што сум заедно со тебе тука во емисија и што ќе имаме прилика да го кажам мојот пат до мајчинството. Одлично, сакам да раскажам само кратко како се познаваме. Ја знам Маја низ мојата кариера во новинарството. Се запознавме пред неколку години, не знам точно бројка, но и на 6-7 години сигурно има тоа, сакав да споменам. И ја запознав во редовите на Црвениот крст како една неуморна девојка која што правеше толку добри активности како волонтер, а потоа и како еден организатор на идните волонтери кои што беа. И многу се радувам што се развива тојата приказна, твојата добрина и што се реализира како мајка на многу млада возраст. Ќе го раскажеме сето тоа како доаѓа моментот, но прво да прашам бидејќи гледаме дека си трудна, видливо е, но дополнително сакам да нагласам дека таа е мајка почитувани на две близначиња. Ќе ги поздравиме Срна и Ведран, кои што не гледаат, верувам дека ќе не гледаат. Малите Срна и Ведран кои што имаат годинка? Година и 1 месец. Да. Година и 1 месец и мама е сега одново трудна. Ова моравме да го акцентираме уште на самиот почеток. Да почнеме од почетоците. Вашата љубовна приказна со вашиот сопруг кога започнува? Љубовната приказна со сопруга започнува во февруари 2021 година и од тогаш почнува еден преубав розев период кој што јас го нарекувам така, затоа што навистина заедно низ животот градевме, создававме заедно, се трудевме со љубов, добрина, нели, да го направиме патот, да го трасираме на кој што сакаме да се движиме. И многу скоро по започнувањето на врската, после година и пол, запловивме во брачните води во 2023 година. И тоа е за мене мощно еден убав период во кој што стварно уште како мала сонував да бидам млада мајка, да бидам нели на многу млади години остварена на некој начин на тоа поле и фала му на Господ што ми се оствари. Маја, на 23 годишна возраст се реализираш како мајка за прв пат и не било многу лесно за да се стигне до тоа. И покрај тоа што си била млада, си се соочила со одредени предизвици. Со какви? Да, ние веднаш после свадбата одлучивме дека сакаме да станеме родители, се осеќавме зрело, свесно на тоа поле и сметавме дека семејството е оној благодет кој што треба да произлезе некако од нашиот брак. И веднаш после медениот месец, кој што го реализиравме во Шпанија, во Палма де Мајорка, се одлучивме да пробаме да видиме дали можеме, нели, по природен пат да останам бремена секако. И фала му на Господ се случи тоа. Мошне брзо и за нас изненадувачки, затоа што знаеме во денешно време колку млади се соочуваат со било какви потешкоти и проблеми. И ние од радост веднаш не криевме. Ја споделивме радоста со најблиските, меѓутоа многу брзо не стигна една непосакувана информација, односно загуба на бременоста, уште во првиот триместар, кое што за нас значеше
борба, болка и секако одредена неизвестност зошто и како тоа всушност се случило. Не беше лесно, мислам навистина во многу лавиринти запловивме во институции, во болници, барајќи правиот доктор, правата диагноза, што се случило и кои се причините заради тоа што се случило ова губење на самиот плод. Имаше многу испитувања. Сега да навистина тоа е еден мрачен период на кој што не сакам да се потсеќам, но сите тие испитувања за среќа не доведоа до ситуација да ги запознаеме правите луѓе, што би рекла, во нашиот живот. Односно, докторот Јован Костадинов, морам да го напоменам, затоа што тој доктор беше докторот всушност кој што мојата мајка е породил со мене и со мојата сестра. И голем поздрав до него, мислам му го должиме целиот живот и на него и подоцна на доктор Митко Ивановски, на кој што нели доктор Јован Костадинов не препрати, затоа што следуваше неговото пензионирање и мораше да не пренасочи во вистински раце. Од тој момент па натака сите можни испитувања, дополнително и анализи кои што требаше да се направат, ги водеше доктор Јован Костадинов. По пензионирањето го превзема Митко Ивановски. Што ви кажа доктор Костадинов кога му кажавте дека сте имале спонтан? Докторот ја виде состојбата и кажа дека всушност сум имала од самото раѓање септум на матка, тоа е преграда на матката, која што нели настанува уште додека ние сме ембриони во утробата на нашата мајка. Тоа било многу честа појава за која што јас претходно не сум имала информации покрај посета на сите гинеколошки прегледи и сите испитувања претходни, никој до тој момент не ми кажал дека имам таква преграда на матката, за жал. Тоа е видливо и на ехо. Да, тоа било видливо и на ехо, значи со секој преглед, со секое испитување на пап, брисеви и слично, докторите го гледале веројатно. Дали биле свесни или не дека го знам тоа како податок, не знам. Јас бев многу сурова во тој дел, сакав да барам одговор од сите кои што претходно нели биле запознаени со мојата здравствена ситуација, зошто не ми го кажале тоа претходно. Потоа се обвинував самата себе зошто јас тоа не сум го знаела порано, меѓутоа немаше одговор на ниедно прашање, затоа што не знам, можеби така требало да биде и само баравме во тој момент решение како да излеземе од тој проблем, за да не се случува повторно одредена загуба, затоа што сето тоа нели тешко ние како родители, како семејство го поднесуваме. Тоа и не можеш ти лично да го знаеш, не може пациентот да го знае, тоа е видливо и треба секој гинеколог при проверка да го потенцира и да го каже доколку е забележано, затоа што да, јас сум читала, тоа е многу честа појава, секоја трета жена всушност се соочува со септум на матката, кој што предизвикува сериозни проблеми. Еве појаснени ти што ви објаснија вам тогаш кога кажа зошто се случил тој несакан момент кај вас? Што е тоа што го прави септумот? Точната информација зашто дојде до загуба на плодот не ни кажа, меѓутоа ни кажа дека се сомневаат во септумот, поради тоа што таа преграда на матката е доволно навлезена, вдлабната во самата матка, која што многу често знае да го истисне плодот на некој начин, дали во пораната фаза од бременоста или во подоцнежната. Има луѓе за жал или за среќа кои што и со преградата на матка може да функционираат, меѓутоа ретки се случаевите според медицината. И остануваат и бремени? Да, остануваат и бремени според нели по природен пат, меѓутоа најдобро и најпосакувано е дека треба да се интервенира на истата за да може нели спокојно да се износи бременоста и плодот да има каде да се расте и да се развива. Да, тоа е всушност преграда која што го стеснува просторот на матката да. И затоа всушност плодот не може да расте и најчесто поради тоа се случуваат спонтаните абортуси, но има врска каде се наоѓа, во кој дел, колкава е должината на септумот и така натаму од ова што сум читала јас и што сум се информирала. Како се отстранува септумот на матка? Ние бевме на тие низа прегледи, дека дојдовме до информацијата и диагнозата која што е воспоставена. Јас сакав да го испочитувам докторот Јован Костадинов до последно, за да ни каже која е неговата препорака. Тој ни кажа дека потребно да се направи хистероскопија и лапароскопија, чисто ради тоа што сега во моментот тоа е еден чин кој што е сериозен за превземање на толку млада возраст, меѓутоа тоа ќе ми донесе леснување понатака во процесот на забременување, во носење на бременоста
и секако дека ќе се реши еден мощно важен проблем и за понатаму. Дека можеби сега ќе останам по природен пат бремена, меѓутоа може да се случи повторно истото, за жал што ни се случи на почетокот. Тука следеше хистероскопија и лапароскопија, интервенција која што ја спроведе доктор Митко Ивановски. Благодарна сум му бескрајно затоа што ја спроведе како чин, од прв пат се реши проблемот, преградата беше целосно отстранета, иако беше прилично длабока. И веднаш после тоа ни се дадоа суплементи, витамини, терапија која што требаше да ја примаме за да понатака тече процесот на заздравување и забременување многу полесно. Прости, сакам да појаснам, можеби некој не гледа и се соочува со ваков проблем, на кој начин се одвива? Тоа е всушност оперативен зафат, рутински зафат, на кој начин се одвива? Интервенцијата е рутинска за голем дел од болниците кај нас во Македонија, меѓутоа станува збор за според нас мощно сериозен зафат, затоа што сепак се влегува и лапароскопски и хистероскопија, тоа значи дека има и интервенција со сечење на народски кажано, меѓутоа има и лапароскопски дел каде што се навлегува и во матката, се гледаат и другите репродуктивни органи и навистина не е туку така лесна интервенција затоа што постои ризик како и секоја друга интервенција. Затоа што е под целосна анестезија. Се прави под целосна анестезија, тоа е дополнително. Фазата на рехабилитација трае околу недела и пол. Зависи од секој пациент, секое тело е различно. Не сум стручна да зборувам во тој дел, меѓутоа јас го кажувам тоа од мое лично видување како јас го поминав процесот. Иако се трудевме да бидеме силни и храбри во тој момент, сепак не беше лесно да се застане на нозе и да се продолжи да се оди на работа после такви интервенции и процеси. Да, и тие мисли во главата дополнително кои што почнуваат да тежат. Што потоа? Потоа после интервенцијата следува контролни прегледи. 8-9 месеци имавме период каде што и нас психички ни требаше да се соземеме од целата ситуација. Сакав да бидам како и секоја жена, како и секоја мајка сигурна дека овој пат моето тело може да износи бременоста. И кога најмалку очекувавме на Свети Јован Крстител, морам да напоменам, на 7 јули, правам случајно тест за бременост, очекувајќи исход, меѓутоа без многу надеж, затоа што сепак знаеме ништо сме поминале. Радоста е радост, меѓутоа има и доза на неизвестност и стрес. Излегува позитивен тестот и не знам како се воздржав, едва и 30-40 секунди, да не му кажам на сопругот. Сега се зафркаваме всушност на темата, вика џабе ги сейфнуваше сите видеа за како да ми споделиш на креативен начин. Го имаше најкреативниот со викање. А претходно се подготвуваше за нешто креативно да го известиш, да го изненадиш на некој начин и да го известиш на тој начин? Да, постојано, како секоја мајка и жена сум замислувала како креативно тоа да го изведам со кутија со изненадување и всушност и таква сум по темперамент, сакам многу детали и слично. Креативец, во вистинска смисла на зборот. Тоа подпишувам. Благодарам. И стварно сакав да биде на некој посебен начин, меѓутоа во тој момент не размислував ништо друго освен да ја споделам среќата. И немаше ни јасна причина со кого друг ако не со него. И тоа го кажав буквално во 3 секунди бремена сум. И тука веќе беше се во некој друг свет, други размислувања се воспоставија, радоста беше радост, меѓутоа чувствував ми доза страв, што сега ќе правиме, дали треба нешто да се прегледи, испитувања и слично. Тоа беше четврток или петок, едва дочекавме да дојде понеделник за да отидеме во лабораторија, да направиме бета-ХЦГ за да видиме вредноста. И тука следуваше уште поголем шок. Кога вредноста беше преголема на бета-ХЦГ, ние во ред, кога прашавме докторите што се случува, ни рекоа можеби е поодмината бременост, можеби станува збор за повеќе плодова бременост, ама ние никаде на ум не ни дојде дека можеби се близнаци или нешто повеќе од тоа. А имате ли во фамилија близнаци? Имаме, да, и од моја страна и од страната на сопругот имаме близнаци, меѓутоа не се од прво, второ колено, туку се од подалечно колено. И кој би очекувал дека тоа нас би ни се случило. Мислам, ја верувам, викам, се што правиме е со причина во животот и веројатно Бог негде од далеко гледа и ни возвраќа соодветно. Да. Јас стварно желбата, например, да се остварам за мајка од самиот почеток ми беше многу силна и преска заборавив да го напоменам тој момент дека многу ми беше тешко да се одлучам на 23 години
да подлежам под интервенција, особено кога сите останати другарки и слично и познанички живеа во друг свет, а јас требаше да одлучам да го ставам својот живот, народски кажано, под нож и да се остварам во улога на мајка. Тоа на пример никој не го разбираше во тој момент освен сопругот и семејството. И беше еден многу тежок период кој што психички ме оптоваруваше дали го правам исправното нешто или можеби премногу брзам во животот. Да, но ете, секоја судбина е различна. Мислам дека во последно време тие понови генерации што доаѓаат можеби по тебе или тука околу таа возраст, порано сакаат да се реализираат како мајки. Моите генерации некако не. Мислам дека имаше некој застој во тој период, но вашите генерации мислам дека размислуваат и еве ја што ги знам и дури во Мама Визија имало доста млади мајки кои што доаѓале и се реализирале. Што велеше првиот ултразвук кога отидовте на лекар? Веднаш после резултатите од лабораторија отидовме кај докторот на преглед, нели да очекуваме да видиме сакус, ембрион, плод, се едно во било која фаза и да е моментално бременоста, сакавме да го видиме тоа на еко. И докторот во негов стил секогаш се шали кога да отидеме на преглед и за да ја опушти атмосферата, да не биде тензично, со страв, со стрес. И вика, сопруг дојди. И сопругот секако дека беше љубопитен и сакаше да дојде. Дојди, вика. И сопругот доаѓа пред мониторот и вика, гледаш нешто? Мислам, ние гледавме, нели, нормално абдомен, се тоа, меѓутоа не разбираме се уште што и како се случува. Види, вика, има 2 плода. И сопругот во првиот шок. Извине, 3 плода, вика. И сопругот и јас веќе, не знам, во несвест народски кажано. После една секунда време, што за нас беше вечност, вика, извинете, има 4, односно 5 сакуси, од кои што едниот за жал вика е изумрен, меѓутоа има 4 витални сакуси кои што функционираат. Тоа беше за нас премногу шок. Тоа би значело 4 бебиња. Тоа значеше 4 бебиња. И беше изненадување и не знам, мислам, тој момент го памтам во полумеморија, затоа што веќе се изгубивме, се избезумивме и понатака ништо не слушавме од прегледот, освен што не ни беше ништо јасно. Дали и како е возможно, не ни беше јасно. Докторот ни препиша веднаш терапија, нели согласно и претходните анализи и документи од медицинската историја, ни даде терапија и ни кажа дека ќе ја следиме состојбата и дека ќе се видиме за недела 2-3 за да видиме за срцева реакција. Тие 2-3 недели не знам како помина. И како Маја излегуваш од болницата и што ти се муташе тогаш? Ние излеговме од болницата со сопругот и ја имавме сликата од ехо со 4 сакуси, сликани 2 со 2. И знам дека влеговме, тогаш имавме купено нов автомобил и се сликавме во кола. Само сопругот се држеше за глава и ја држеше ехо снимката. Мислам, тоа ми е најсмешната слика во спомен што имаме. И викаше дали е ова возможно. Ја викав, не знам дали да криеме, дали да ја кажеме ситуацијата, меѓутоа мора да ја споделиме затоа што ние веќе доволно сме избезумени, ќе не примета дома. И што да направиме, отидовме нели кај семејствата, неговото и нашето и моето. И им го дадовме извештајот, пошто немавме зборови како да им кажеме. Невозможно беше од наша уста да им кажеме дека сум бремена и дополнително дека носам 4 бебиња. Со четврка. И им го давам извештајот и сите претпоставуваат дека е бремено, читаат, ама и тие самите всушност не разбираат. И некако сопругот собра сила и им вика, ние имаме 4 бебиња моментално. Сите беа во шок. Значи, таа слика никогаш не можам да извадам како, зашто, кога, како се случило, не знаеме. Не можам да ви дадам одговор, викам, единствено што сега моментов е останува да чекаме да видиме што ќе се случува понатака. И така поминаа 2 или 3 недели, додека нели 7-8 недела веќе увидиме за срцева реакција. И кога отидовме на прегледот кај докторот вика, честитам сите 4 сакуси веќе се формирани, се независни, со одвоени како што медицината наложува дека треба да бидат и сите си имаат посебен начин на исхранување од мајката и сите 4 вика имаат срцева реакција. Тука ни извади слика од сите 4 срцеви реакции
која што беше долга можеби 1,5 метар. Имам слика спомен од тој момент и викав дали е ова возможно. Како излеговме и што се случуваше понатака, стварно не памтам. Меѓутоа сакавме да добиеме стручно мислење од докторот за да ни каже што не очекува и дали моето тело може ова да го износи, затоа што радоста е една, меѓутоа реалноста е сосема друга. Да, и со оглед на состојбата со септумот на матка, кој што може и да се повтори. Да, тоа е состојба која што може да се повтори, тоа ми го кажа уште веднаш при испуштањето од болница. Може да навлезе повторно дека има извесен период на кој што може нели да останам бремена, меѓутоа после извесен период може ако не останам бремена, септумот да се повлече пак назад или нешто слично и да е потребна дополнителна интервенција. Може би и затоа бев онака тензично под паника, кога ќе се случи, како ќе се случи, зошто сега, зошто не. Мислам дека бев многу нестрплива во процесот, од желба прегорена на некој начин. Да. И тоа ме држеше во живот. Докторот тука не советуваше дека бременоста ќе мора да се редуцира поради мојата здравствена состојба. Пред да преминеме на тоа, сакам да го споменеме моментот дека си барала совети. Од кого си барала совети? Да. Прво нешто во тој момент не знаев на кого да се обратам, затоа што нели како што напоменав, ниту другарките, ниту пријателите, никој не поминуваше низ тој процес. Родителите веќе поминало време од кога се оствариле како родители. Единствено што ми текна во тој момент е жената која што Благица, чинам се вика. Благица, да. Од Штип, која што носи која носеше четворка и роди четворка. И има дома момент, да, има во момент четворка, длабока ја поздравувам. Жената... Да, јас сакам да ја поздравам, јас Благица и ја поканив да биде гостинка. Браво. Се надевам дека ќе се охрабри уште еднаш јавно ќе ја поканим и се надевам дека ќе се те молам кажи дека не е страшно да се седи на ова столче. Воопшто не е страшно, верувам. Согласно тоа што сме поминале, ич не е страшно. Јас во тој момент се сетив искрено само на неа. Не ја знаев, пристапив отворено и ја напишав состојбата и ги пратив извештаите како најблиска ја осеќа во тој момент за да ми сподели и без сомневање она сподели се што имаше како искуство. Ми кажа во која недела се е родена четворката, близначињата јас ги велам. И ми кажа дека има се своји предности, своји слабости, дека е тешко функционирањето во однос на бременоста, дека се раѓаат многу порано, дека нели здравствената состојба на четворката се следи многу порано, како што и на близнаци, на тројка. И дека навистина бара жртва. Мислам, доколку ептен се осеќаш здравствено сигурна на тоа поле, дека можеш да се оствариш. Меѓутоа, доколку има одредена медицинска индикација, подобро е да се нафатиш на ембриоредукција, отколку да го жртвуваш и својот живот и животот на сите тие дечиња. Да, тоа е советот и од докторот, претпоставувам. Тоа е советот и од докторот. Што е ембриоредукција? Ембриоредукција е постапка каде што без анестезија се изведува со тенка игла, како што вела докторите, долга, околу 30-40 сантими, претпоставувам беше. Директно се боде во стомакот и се погаѓа не се погаѓа, туку се центрира директно преку ултразвук и иглата, директно на одредено дете, бебе, во абдоменот и се става одредена течност, не знам медицински како се вика, која што го изумира на некој начин тоа бебенце и ги остава останатите да функционираат. Меѓутоа, сето тоа медицински има и предности и слабости, затоа што постои ризик, тоа ни го објаснија и докторите, дека можеби од таа течност ќе прифатат и останатите плодови, па не де Боже би можело да ги загубиме сите. Или би можело да биде неуспешна, како кај нас првата ембриоредукција што беше неуспешна поради стравот на мајката, поради неможноста за достапност на плодот, поради тоа што сепак тие се внатре се развиваат, функционираат и може и пречесто да мрдаат во ситуацијата или мајката да мрда на самиот процес. Аха, дури и стравот може да влие на самиот процес. Да, многу... А тоа се прави со анестезија? Без анестезија. Мислам јас затоа што сум паничар по природа, често прашував и они ми викаа до последно да, не се секирај, се ќе биде во ред, чисто за да ме утешат, пошто и докторот и докторката што спроведуваше знаеа за каков пациент станува збор, затоа што прво од психолошки аспект многу е тешко затоа што одлуката за ембриоредукција носат родителите. Значи родителите свесно потпишуваат дека се согласни за ембриоредукција, без разлика од кого се советувани, како се советувани и слично, што дополнително е товар кој што го носи родителот. Да. И во моменти кога ние веќе имаме одредена загуба, кога
Болката претходно знаеме колку била присутна, во Стрес. тој момент не ни е добре дојдено стварно. И тука мислам дека првата ембриоредукција и јас бев малце виновна за целата ситуација, затоа што премногу бев под стрес, премногу бев психички опадната. Болно е физички, чувствуваш? Јас лично не сум репер за болка, меѓутоа е болно. Мислам во секој аспект, тоа е, не знам, поголемиот дел од жените прават во поодминати години аминосинтеза. Да. И таа аминосинтеза е нешто налик на ова, само што овдека нели е со повеќе убоди за да се прецизира точно на плодот, затоа што плодот мрда, они ако веднаш направиле еден убод, а плодот измрда од ситуацијата или се сврти, мора да извадат иглата и повторно да го направат тоа од почеток, за да центрираат точно на плодот да не настане некоја поголема лоша слика, трагедија во тој момент. И тоа беше навистина еден прелош период, мислам, не знам. Кога заврши неуспешно првата ембриоредукција, си велев така требало да биде. Господ ни дава уште една шанса да размислиме, за да сватиме дека можеби треба да останеме на ова што сме, меѓутоа кога ги смиривме страстите, кога размисливме подлабоко, свативме дека сепак здравието мое и здравието на тие деца е одговорност наша и дека треба да го послушаме докторот да се нафатиме на втора ембриоредукција и нели последна, затоа што веќе и неделите на бременост одминуваа, не може понатака да се спроведе истата. За среќа помина полесно од првата, се извадија 2 плода и останаа уште 2 витални плода, кои што се следеа континуирано. Навистина се следеа континуирано за да видиме дали нешто ќе им се случи од претходните 2 плода што сме ги изгинале на некој начин. Дали секи си функционира како што претходно функционирало, тоа е многу голема фаза на следење која што докторот бурно ја следеше. И за среќа Ведран и Срна во овој случај останаа до последно, иако не знаевме нели кои 2 плода, докторката гледаше кој е најбезболно за да не се случи некоја компликација при ембриоредукцијата. Си велам, кој знае како ти било секое одење на лекар тогаш, за да слушнеш, значи што ќе ти кажат. Јас имам дневник за трудници кој што го пишував и во таа и во оваа бременост. И често знаев да напишам блазе мајките кои што многу лесно и глатко ја поминуваат бременоста. Јас лесно ја поминав од аспект на тоа што немав потешкоти, мачни или нешто слично, меѓутоа психички живеев цело време во страв. Што ќе се случи, како ќе се случи, дали ќе поминат првите 3 месеци, дали првиот триместар, после дали ќе помине фазата нели на небезбедни месеци, на страшни месеци, 7 8 месец, дали се ќе биде во ред, дали ќе се родат живи и здрави, и постојано имав низа прашања и дополнително низа испитувања во меѓувреме кои што во ниту еден момент не ми дозволија да се почувствувам олеснато. Стварно, цело време бев под одреден стрес и можеби сега да се врати времето, треба да размислуваш позитивно и да оставиш се на времето и на вербата во Бога, меѓутоа во тој момент не можев другачие, тоа беше најмаксималното од мене што можев да го извлечам. Се што можеш да направиш. Должам прашање е дали се чувствуваш удобно, Одлично. дали е се во ред затоа што си во блажена состојба и сакам да биде секако како што треба. Полот. Ми е многу интересно начинот на кој што го соопштивте полот пред да преминеме на породувањето, тој ден. Начинот на кој што соопштивте дали ќе имате машки или женски близначиња беше многу спектакуларен, интересен, забавен, креативен во твој стил. Како се одлучивте за таков начин? Јас навистина од секогаш сум сакала да придавам важност на работите кои што ми се случуваат во животот и секогаш се вадам на теоријата дека еднаш се случува тоа во животот и сакам да го направам според моите замисли, како тоа сум го наумила и сум го замислила претходно. Иако можеби некогаш нели е too much, меѓутоа секој за себе. Да, секогаш велам тоа е мојата желба и сакам сега ми се дало прилика да ја реализирам според моите видувања. Сопругот беше согласен и до ден денес за секој таков настан е согласен. Сакавме да биде означено дека се близнаци, го размислувавме тоа со денови како да биде. И велам најдобро би се разбрало кога би било со букви, пошто колку и да се бакли на број за откривање на полот, неретко кој ќе дознае дали е едно или две бебиња. Освен ако не се во случајов како кај нас различна боја.
Да, ако се две плави, ако точно се нема две да се плави, да, немаше да, да да, разберат. да, И тука повлекоа буквите, па да се повлече да бидат балони, да биде тоа декоративно, магично. И на крај сопругот дојде до идеја за баклите, тогаш се уште беа дозволени нели на отворен простор. Ги земавме, од кај докторот земавме писмо кое што толку вешто беше напишано што човекот дури не можеше во продавница да го прочита писмото, се консултираше со друг син или не знам познаник кој што бил исто во медицинската фела. И така уствари го детектиравме. Јас се молев и тогаш на Бога, само викам да не го утнеме, значи да не прочита човекот погрешно, затоа што залудно ми е цела замисла. Меѓутоа, одма после тоа, после откривањето на полот, му се јавивме на докторот и го прашавме тоа ли е тоа и ни рече честитки машко и женско се. Добро сте прочитали и тука настануваа шали на таа смеа. Меѓутоа, откривањето на полот беше преемотивно. Ги собравме родителите, нашите прабаби, прадедовци и... Ваши прабаби? Да, мојата прабаба и на сопругот прабабата. Да се живи и здрави. Да, фала ви. И беше многу емотивно. Мислам, имаше многу три вида на генерации, нели, од најмлади до најстари, сите погаѓа што би биле дечињата. Ние лично не мислевме дека се различен пол. Тоа сакам да прашам, а вие што, какви беа вашите, имавте некаква желба што сакате да биде? Што сакате да бидат? Па немавме желба, мислам сопругот навиваше и до ден денес навива за женско дете, јас навивав за машко. И цело време бевме уверени дека се исти, стварно, дека дури кога се запалија баклите, тука имаше една смешна и интересна сцена, сопругот ги запали неговите две и требаше јас моите две. И кај него се запалија две и кај мене една и сите три светеа плаво. И ја викам, супер момчиња. У тој момент на сликата се пали розевата бакла и викам, леле, сепак имаме и девојче и тука веќе беше емоција еден тон. Како дојде до имињата Ведран и Срна? Навистина убави имиња? Па, имињата потекна од нас како родители. Добивме благослов нели од кумовите, да ги прашавме дали сакаат они да воспостават име на дечињата. Они ни рекоа дека вие сте си родители, со наш благослов слободно ставете што мислите. Ние инсистиравме нели да одберат они и им дадовме на крај три вида: Калин и Калина, Ведран и Срна и Михаил и Михаела. Меѓутоа и кумовите и ние не сакавме да бидат спојки како две исти имиња. Или две исти буквите да бидат исти. Да, или буквите да бидат исти и рековме тогаш нека биде Ведран и Срна. И навистина тоа беше и нашиот и нивниот прв избор и благодарам за можноста што ни се исполни желбата на двете страни. Кој е многу смешан моментот кај близнаци, но кој е постар? Срна е постара. Срна е постара, да. Срна е постара и тоа и го докажува во текот на секојдневието, затоа што постојано она преовладува и во белите и во интересите за некоја нова ситуација, она го води Ведран во секојдневието, во процесот на растење. Таа е лидерот. Ајде пред да раскажеме какви се тие моментот на породување. Како го паметиш овој ден? Последно што паметам е дека целиот процес на бременост го поминував како издувен вентил, го наоѓав градењето на домот. Односно ние имавме изградено куќа, меѓутоа не беше истата уредена и приспособена за да можеме да функционираме. И кога дознавме за Ведран и за Срна, тука почнавме веќе да ја уредуваме, да замислуваме како ќе бидат собите, како ќе изгледа, како ќе функционираме како четворочлено семејство. И многу често тука ги отргнував мислите од бременоста, се до моментот кога ние се вселивме во јануари и веднаш потоа отидовме, на 6 јануари нешто така за Божик се вселивме, 7 јануари. И викам сега конечно ќе следува мир. Некој месец дена додека се породам, си планирам може и повеќе. Читам книги за родителство, одмарам, го слушам докторот и советите. Се со книги? Да, со книги. Мислам, релативно ми помогна, затоа што нели како ново печена мајка која што треба да стане, постојано им досегав на другарките кои што веќе се оствариле како мајки по форуми, меѓутоа нели најубавата информација можеш да добиеш од книга. Да. И на крај сепак се одлучив да ги приспособам можностите своји и да прочитам се она што ме интересира подетално од вистински извори. И тука, кога мислев дека ќе имам месец дена, се одлучи спротивното да Ведран и Срна дојдат порано на свет. На сосема вообичаен преглед, каде што очекував дека ќе добијам нова сликичка од нив двајца.
Тоа е која недела? 33-та беше, 33 плюс 5, 34-та скоро за еден ден. И сестрата на докторот, сестра Сашка, вика, Маја, премини на ЦТГ. И јас викам, зошто? Дојди сега ќе ти кажам. И јас во ред, прв пат се соочувам со такво нешто, седиш во просторијата, го слушаш очукувањата на бебињата и слично. И потоа следеше прегледот и докторот ми вика, Маја, имам информација за тебе, денеска мора да останеш во болница. Тоа беше за мене невиден шок. Мислам, после сите шокови доживеани, веќе не знам ни зборот шок. Немаш ни сама мир, да си објаснам. Немаш мир цела бременост. Буквално. Немав мир, стварно немав мир, не знам зашто. Се надевам дека еве сега со трето ми се возвраќа некако мирот. Дека не мислам на турбуленци и да се навратам. Вика, остануваш тука. Викам, докторе, нема шанси. Викам, сакам понатака да се порадам. Маја, нема доволно плодова вода. Вика, постелката е многу зрела. Навистина тоа се медицински индикации кои што мора да те задржам во болница. Викам, јас ќе си одам дома. Ти оди се дома, вика, и во 6 врати се. Добро, викам, ајде. И тука најемотивното нешто што сум го доживеала во животот после раѓањето на децата е говорот кој што ми го држа докторот. Кажам зборови кои што во тој момент мислам дека ми дадоа најголема сила на свет, имав можност се да направам. И да ми кажеш и сега одма во секундава остани, ќе останев после тоа, ќе го променев мислењето. Ми кажа дали замислуваш од каде тргнавме до каде стигнавме и колку беше тежок процесот и сега потпишуваш како демек документи за убаво, а некогаш беа документи за интервенција, за ембриородукција и други интервенции кои што беа во фазата на забременување. И јас немав што да му дадем одговор со сопругот и рече, ова ти е како влезница за најубавата улога што ќе ја добиеш во животот, од каде што од болница ќе излезеш со две алки кои што живот ќе ти значат. Понатака јас од солзи, мислам, ништо не слушав. Единствено само знам дека го прегрнавме докторот со сопругот и му рековме се е во ваши раце. И понатака, како ќе излеземе од болницава, се зависи од вас. Он рече дека со заеднички сили Ведран и Срна ќе додат на свет и дека се ќе биде во ред. И да му верувам без проблем дека се ќе помине како што е планирано од негова страна. И така отидовме дома, свесни или несвесни. За породување се подготвуваш? Се подготвив за породување, а повикав сестра ми, затоа што сакав да имам некој свој покрај сопругот и сопругот да не биде сам и јас во процесот. Ја викнавме сестра ми, она правеше забава. Ни пушташе музика за да не ги растера мислите, меѓутоа колку значат тие поддршки во тој момент? Многу. Ова со докторот сакав да се надоврзам, колку значи начинот на кој што докторот ќе ти ги каже нештата. Тоа е половина лек, јас мислам дека. Да, јас стварно кога ќе било која грижа и да ја имам во однос на бременоста, во однос на пораѓајот, кога ќе отидам на преглед кај докторот заедно со сопругот, од таму излегуваме насмејани. Мене тоа ми е многу важно. Да. Особено затоа што човек кој што пак ќе напоменам паничар по природа како мене, кој што навистина се секира за секој можен сегмент и детал од животот, навистина треба некој човек кој што тоа го носи со леснотија и ти ги олеснува мислите. Да не бидам некултурна, немаме многу време, а имаме уште доста работи кои што сакаме да ги кажеме. Породувањето се случува тој ден вечерта кога се враќаш? Породувањето затоа што беше со царски рез, приемот беше вечерта на 5 февруари, меѓутоа породувањето се реализираше на 6 февруари следниот ден. Во 12 часот и 51 минута пристигна Срна, 12:52 Ведран. Тоа беше најубавиот период во мојот живот кој што за секогаш ќе го паметам, иако бев под целосна анестезија. Информацијата добив во шок соба дека сум мајка на 2 близначиња и дека се живи здрави, оценети со висока оценка и дека се надвор од секаков животно загрозувачки ризик, затоа што сепак се прематурчиња, меѓутоа си се сместени на интензивна нега како нормално родени дечиња. Тоа ми беше најубавата информација што можев да ја добијам и од тој момент па натака не размислував за ништо повеќе освен тоа да ги видам што е можно побрзо и да оздравам за да се грижам за нив. Како би ја опишала оваа година и 1 месец заедно со Ведран и Срна? Најубавите. Искрено, мислам само родител може да разбере нели како и што, меѓутоа толку беше силно тоа да растење, емоции, грижа.
толку многу се осеќав спремна, иако претходно не го мислев тоа за себе. Велев сигурно ќе ми треба помош многу, сигурно ќе ми треба некој да ме советува повеќе од потребното. Во тој момент кога ќе ги земеш во раце, веќе знаеш се. И си способна и си борбена за да се бориш низ периодот само за да созреат, да растат правилно. И навистина, нели, следуваа грчевите, забите, вртењето од грбче на меше, па кога ќе се случи, па како ќе се случи, па зашто сега не го прават тоа, зашто моите заостануваат. Се е нормално и секој си дојде во свое време, навистина. Продувањето, да, сега. Како во изден, тоа се многу ми е интересно со близначиња, во исто време им излегуваа за пчињата, во исто време, во истиот ден ли проодеа, како се случуваше тоа? Да, колку се тие поврзани? Поврзани се многу. Ние за овие години еден месец само на 4 сати ги имаме одделено еден од друг. Тоа беше непосредно пред првиот роден ден, кога Срна ја земав со мене за проба за незиниот фустан. Ведран и Срна не се препознаваа едни со други. Мислам, во моментот толку страшно реагираа со плачење, не сакаше ни да го проба фустанот и слично, веројатно затоа што не го гледаше брати. Сега ќе речат гледачите дека се мали и не разбираат, меѓутоа и ние мислевме така, се дека не ги одделивме прв пат, и во тој момент не се одделени ниту една секунда. Се надополнуваат еден со друг, за заби и за сите останати процеси кои што беа во животот. До една година стварно различно го правеа, еден порано, еден покасно, меѓутоа продувањето се случи во еден ден. Они двајцата се пушта нели независно еден од друг, меѓутоа проодеа двајцата во изден. И тоа беше доказ уште еднаш дека се близнаци и толку силно поврзани што ни една друга сила не може да ги одвои. И како би го дефинирала начинот на растење на близначиња, мали близначиња, бебиња, тие се уште се бебиња, тие се многу малечки уште. Лесно, би рекла, лесно ми е ова или напротив? Не беше лесно. Дополнително што имавме за среќа што помош? Имав помош од мајка ми, од семејството мое, од семејството на сопругот, од свекрва ми, од сестра ми, сестра му на Зоки, кои што константно беа тука со нас во текот на целиот процес и фала им бескрајно што постојат во нашиот живот, затоа што не е лесно да се функционира самостојно, особено затоа што се две, во различен момент различни потреби имаат. Нели после на секоја родилка и треба и период на закрепнување, и треба период на одмор. И благодарение на тоа што они беа тука постојано со нас, не видовме одредена потешкотија и беа многу мирни бебиња. Искрено не можам да се пожалам, беа многу мирни бебиња и до ден денес се тивки мирни, сега нели нормално е да направат некоја белја по дома, меѓутоа сето тоа е составен дел. Навистина темпераментот им е баш смирен. Како дознавате сега за оваа втора бременост? Дали е тоа изненадување за вас? Изненадување беше за нас. Исто се вративме бевме со Ведран и со Срна на само нивни 5 месеци во Шпанија. На нивниот прв одмор. Браво. И после враќањето од Шпанија, како со првата бременост, така со втората останувам бремена по природен пат и тоа Шпанија ти е некоја магија. Да, јас на сопругот му викам може, викам треба сега летово пак, викам вика не. Се случи Одиш во Шпанија, се враќаш бремена. Се враќам трудна. И само што се вративме, беа сите настинати во период на настинки и грипови, јас велам сигурно е, викам, некој грип настинка, вика да, само ти немаш температура, само ти повраќаш, а сите ние другите имаме сите останати симптоми. Го правам тестот и буквално него ни погледнав, си излегов, заборавив на истиот. И кога гледам, се враќам, викам ова не е возможно. Сопругот вика како, не ни беше ништо јасно, како и секогаш нас, впрочем. И викам честитки, ќе имаме уште едно бебе. Тоа беше информација за родителите и од едната и од другата страна, навистина и среќна и како се случило, нели, чудо. И фала му на Господ, третава бременост, благодарение на Ведран и на Срна, и не ја осетив многу, затоа што целата грижа и внимание ме кон нив, јас сум ставена во втор план.
И најважно ми е да се одвива како што треба и фала му на Господ, тоа е така до овој момент до 8-миот месец, па се надевам. Сега си во 8-миот месец, бескрено сум ти благодарна што ја прифати поканата со оглед на тоа што навистина е и тежок месец тој, верувам дека ќе предизвикаме една убавина тука и дека ете бебчето не слуша во стомачето и ќе знае дека уште од рана возраст е популарен, не е Шпанија, но имаме еден подарок за тебе од Бокарт. Ова се рачни изработки, да ги заследиш на Инстаграм. Многу убави креации. Не е Шпанија, но е Охридска куќа, која што се надевам дека ќе ти се допаѓа и дека ќе си го вклопиш овој накид во твојот стил, секогаш си датирана, секогаш убаво изгледаш. Тоа е едниот подарок за тебе. Сакам накратко да позборувам и за твојата мајка. Значи, како би ја опишала твојата мајка, колку се поистоветуваш со неа? Како секое женско дете, мислам дека примерот и советите секогаш ги примаме од мајката како родител. Јас сум благодарна бескрено затоа што е навистина пожртвувана како била за мене и за сестра ми во текот на животот, така сега е пожртвувана за внуците, за нас како семејство, нели тука е за помош и за поддршка секогаш кога е потребно. И пак ќе напоменам јас, дури првите 40 дена заедно со свекрва ми спиеа кај нас за да ни помогнат во процесот на рехабилитација и прилагодување на две бебиња кои што плачат истовремено. И тоа е најубавиот период и благодарам што имам можност да биде покрај мене и да ми помага во целиот процес и што со совети, искуство, знаење на некој начин ми го леснува процесот, да и некој внимава на мене покрај сопругот во целава ситуација. Да, интересно е кај вас што всушност докторот кој што ја породил Незе со тебе и со твојата сестра, всушност на почетоците се грижал за твоето здравје. Покрај докторот кој што ја водел незината бременост како високоризична и со мене и со сестра ми, и исто завршиле и двете со царски рез. Докторот се нафати исклучиво пред тоа што се знаат со години со моите родители, се нафати да ја воспостави дијагнозата кај нас непосредно пред пензионирањето и што не поврза во целиот процес со сите останати доктори и нели медицинска фела за да се реализираме како родители. Да, ќе ја поздравиме тука твојата мама, твојата баба, прабаба, сите женски генерации, но секако и целото семејство кои што не гледаат. На самиот крај твојата визија, имаш две прекрасни дечиња, малечки се, можеш да замислуваш и да си правиш филмови, што би се рекло, и да создаваш визија во твојата глава за нив, но и секако визија за бебчето кое што го носиш во стомакот. Која е твојата мама визија, Маја? Мојата мама визија е навистина да секоја мајка го возможи најдоброто за своите деца, тоа сите го сакаме и го посакуваме, меѓутоа треба и на дело да го реализираме. Децата да растат во среќна и здрава околина, заедно со родители, со баби, со дедовци, затоа што поголемо богатство тоа нема. И посакувам на сите што сакаат да се остварат како родители, Господ им го даде тоа право, затоа што навистина нема поголем благодат од тоа во животот. Испрати многу убави пораки. Знам дека за многу мајки кои што не гледаат и идни мајки беше ова инспирација. Ова е уште еден подарок од Фрида, бутикот, цвеќарницата која што е најубавата во градот. Благодарам, навистина е преубава. Како ти е згодно. Тоа е мирисот на Мама Визија. Верувам дека ќе си го вклопиш таму во твојот убав амбиент. Посакувам добро здравје, посакувам лесно да поминеш. Се слушаме, се гледаме и секако те покануваме повторно да ни раскажеш, ќе имаме и однова приказна, нова бременост, така што секогаш си добре дојдена во ова студио. Благодарам што си ја отвори душата. Благодарам на вас, навистина е пријатно дека да се биде и ги охрабрувам сите мајки да ја споделат својата приказна затоа што не знаат чива мотивација може да бидат. Да, така е. Не знаеме чива мотивација можеме да бидеме, а верувам дека нашата денешна гостинка Маја беше силна мотивација за многумина од вас. Ке ви се заблагодарам што погледнавте уште едно издание на Мама Визија. Останатите епизоди ќе ги најдете на овој YouTube, на YouTube каналот на Слободен печат.